Во своето стандардно време започнуваме со уште едно ново издание на Алфа Ординација. Добар ден и ќе ви посакам да имате убав и пријатен ден. И покрај променливото време кое што го имавме во текот на викендот кој измина, се надевам дека барем ако ни друго добро се наспавте, добро се одморивте и се подготвивте за сите предизвици кои што ги носи оваа нова работна недела која што е пред нас. Такво променливо време имам и денеска и вие преку сите му на истото време со позитивно и добро расположение, со убави мисли за тоа што какви ви се мислите, таков ви е и денот. Ние започнуваме со позитивна мисла и со препорака и денеска да бидете заедно со нас. Денеска зборуваме за проблеми поврзани токму со тироидната шлезда, апропо светската недела поврзана токму на тироидната шлезда и на проблемите поврзани со неа. Алфа Ординација се грижи за вашето здравје, така и секако и денеска, па ќе ве поканам да бидете заедно со нас. Доколку сакате и имате некое прашање поврзано во разговорот кој што денеска ќе го водиме, секако е добре дојдено затоа што телефонските броеви, телефонските линии се вклучени токму од овој момент. Може да се вклучите во разговорот кој што денеска го водиме со доктор Билјана Црцарева, која што е специјалист по нуклеарна медицина од Ачи-Бадем Систина. Темата е болести на тироидната шлезда, убава тема, актуелна тема, за жал доста често присутна кај многу луѓе, особено кај помладата популација кои што имаат проблеми со тироидната шлезда. Добар ден, докторке, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден и благодарам повторно на поканата во вашата телевизија. Апропо, нели ова светска недела токму поврзана со тироидната шлезда, имаме доста работи да кажеме. Така е. И да ги потсетиме нашите гледачи. Да, актуелна тема која што постојано вака ја следиме и постојано нели сме на телевизијата за да ги укажеме проблемите, односно на пациентите никако да им дадеме до значење да можат да ги препознаат своите симптоми за да навремено се обратат кај лекарите кои што треба понатаму да ја превземат својата работа. Како и за секое заболување, така и за ова се што е навремено нели детектирано. Особено за ова да речеме што и малку е позачестено во нашата држава и особено оваа недела бидејќи се смета дека односно е земена за недела за превенција од болестите на тироидната шлезда. Последната недела од мај е таа недела, особено четвртокот, овој четврток, 25 мај, кога е земен како ден за заболувањата, за превенција од заболувањата на болестите на тироидната шлезда. Мала, но доста значајна шлезда за човечкиот организам, сместена во предниот дел на грлото, да речеме, во вид на пепирутка. Така. Но што всушност представува тироидната шлезда, како за вовед да ни кажете за незината функција, улога која што има во човечкиот организам? Исклучително мал орган, меѓутоа многу битен, бидејќи нема друг орган кој што пак не е засегнат од функцијата на овој орган, на тироидната шлезда. Се наоѓа во предниот дел, значи, односно долната третина на вратот, меѓутоа во намерно потенцирам, значи, предниот дел, не во грлото внатре, заради тоа што многу често знаат пациентите да направат забуна, па мислејќи дека имаат некаков проблем со грлото, веднаш да дадат и асоциација на проблеми со тироидната шлезда. Меѓутоа, таа се наоѓа пред грлото, практично е поведнаш под кожата, мускулатурата, тука во облик на пеперутка, односно изградена од два лобуса, кои што меѓу себе се поврзани со истмус, па самиот изглед на два лобуса со еден истмус дава изглед на пеперутка, кој што е заштитен знак на овој орган. Од друга страна, па незиниот назив, нели, тироидеја како орган, меѓутоа и штитна шлезда, многу често знаеме да ја најдеме, и заради тоа што е во непосредна близина на штитаста трскавица и оттаму доаѓа самиот назив штитна шлезда. Која е физиологијата и функцијата на штитната шлезда за човечкиот организам? Ендокрин орган, односно шлезда која што со тежина од 20 грама има особено значење во одржување на метаболните процеси и енергетските биланси во самиот организам. Како што реков пред малку, нема орган каде што таа не замешува, односно не диригира. Заради тоа и негде можете да сретнете дека таа представува диригент во самиот организам. Која е физиологијата? Од таму ќе тргнеме, бидејќи веќе анатомијата ја кажавме. Од самата тироидна шлезда се излачуваат два тироидни хормони. Тоа се T3 и T4 хормонот или триодтиронинот и T4 хормонот или познатиот тироксин кај нашата популација, познат заради тоа што постојано го земаме за испитувања во лабораториските анализи, кои што не би се создавале хормони доколку во организмот секојдневно не би се внесувал микроелементот јод, кој што се внесува, односно се наоѓа во водата и во почвата, и се внесува нормално преку исхраната. Так. Во нашата држава, допред известно време, допред неколку децени, јодот го немал доволно во почвата и водата и од тие причини
со законска регулатива е одлучено да се јодира еден производ во секојдневната исхрана кај населението, па така е одлучено да се јодира солта како нешто што секојдневно ќе се внесува. Малце подоцна за таа превенција ќе зборувам и за употребата на солта и за јодот. И како да се употребува исто така многу значајно. Меѓутоа сега само да се зачне нормалното функционирање на овие тироидни хормони кои што не може доколку немаме навремено, односно во точно количество внесување на овој микроелемент јод. Исто така не би се лачеле добро овие два хормона доколку тие не би биле под нечива регулатива. Тоа е регулативата на мозокот, односно на хипофизата, од каде што се излачува тиростимулирачкиот хормон или ТСХ хормонот, кој што е во една така негативна, наречена негативна повратна спрега со тироидните хормони. Тоа е особено битно во интерпретацијата на резултатите, каде што доколку имаме нормални вредности на тироидните хормони, имаме и нормален вредност на овој ТСХ хормон. Меѓутоа, доколку ги засегнеме сега заболувањата кои што може да настанат, тогаш веќе станува збор за состојби каде што ќе имате намалена излачување на тироидни хормони со обратно зголемено лачење на овој ТСХ хормон. Затоа подително никаде во текот на разговорот секако ќе ги опфатиме и тие прашања и тој дел убаво ќе ни го објасните. Споменав на почетокот од емисијата дека телефонските броеви се вклучени во емисијата, доколку сакате да поставите некој прашање или пак да дадете некој свој коментар во поглед на темата, тогаш сте добре дојдени. Добар ден за првиот гледач, кој веќе ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Убав ден ви посакувам, повелете. Добар ден. Ве слушаме, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали сум во Алфа телевизија? Вие сте на линија, да, во Алфа ординација, повелете, ве слушаме одлично. Да. Добар ден за водителката и за докторката. Сакам да прашам за ова тироидната жлезда, за хормоните. Така. Мене ми е ова е качено ТСХ 5,67, FT4 1,2, а антипро 1300. Дали треба некоја терапија да се прима? Така, ви благодарам многу за вашето јавување. Што ќе одговориме? Иако не ја засегнавме овој Така. дел во емисијата, меѓутоа веднаш ќе дадем одговор на пациентката. Предпоставувам дека ова се резултати во лабораторија која што е до негдека универзална, има унифицирани референтни вредности. И доколку станува збор за референтни вредности негдека од 0,2 или 0,4 до горна граница од 4 до 4,5, тогаш овој ТСХ кај пациентката е благо покачен. Бидејќи не ја слушнавме возраста на пациентката, исклучително е битно да се знае за која популација, за која возраст станува збор. Меѓутоа, бара клиничко доиследување, односно една детална земена анамнеза и проверка кај пациентката, и според незините симптоми. Оваа лабораторија што ја дава за ТСХ и покачени антитела кои што кажуваат на автоимуност, односно се бара и се гледа и веќе природата на заболувањето, односно Хашимотова хипотироза. Предпоставам дека кај пациентката ќе треба да се уклучи терапија и ќе треба да биде третирана. Меѓутоа, нели не е благодарно да вака кажеме од старт што треба и како треба. Да, Јас кога би детално ќе немате сите информации дополнително. Би ја замолила пациентката да се обрати кај некој од специјалистите по нуклеарна медицина да може да се истретира, односно до крај да се прегледа и да се превземат мерки. Најверојатно би требало да се започне со субституција со тироидни хормони. Прашавте за возраста на гледачката. Колку возраст има улога исто така? Дали има некоја си граница од кога започнуваат проблемите со тироидната? Исклучително проблемите со тироидната жлезда започнуваат уште, можеме да кажеме, во утробата кај мајката. Значи, деца можат да имаат, значи уште не родени, да имаат проблеми со тироидната жлезда. Дали тоа може да биде наследно? Може да биде наследно, од една страна може да биде наследно, па и заради недостаток на јод да се развие една одредена болест, значи заради тој јоден дефицит, или пак од друга страна да има грешка во самата генетика која што ја разграничува патологијата со дали е тоа заради јоден дефицит или е заради аномалија кај новороденчето. Во Македонија, и тоа е добро, со закон во сите родилишта
посеред раѓањето на бебињата се проверуваат тироидните хормони, се со цел да навремено се постави евентуално дијагнозата на некакво заболување на тироидната жлезда и уште првиот ден да се започне, доколку е потребно, со третирање. Понатаму имаме еден период, доколку не се појавило никакво заболување во еден период од растот и развојот кај децата, нов критичен период знае да биде понатаму пубертетот, или пак во овој период, значи повторно заради проблемите од фамилиарна наследен фактор, да се јават некакви заболувања. Хормони кои што се многу повеќе активирани во време на пубертетските динови. Тука е следниот, она премрежје, понатаму доаѓа периодот на репродукција, особено кај женската популација, па менопаузата доаѓа, така да кога ќе видите скоро во целиот оној животен век може да имаме некако да се развие тироидно заболување. Така. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Имав проблем со кожно заболување и ме пратија да испитам тироидна жлеза. Така. Значи, ТСХ ми е 1,74, Т4 12,1 и Т3 206. Дали има некој проблем или не? Така, на која возраста? 37 години. 37 години. Добро, дали треба нешто друго да го допрашаме? Не, нема потреба, Ви предпоставам. благодарам многу. Од кој тип на кожни заболувања, предпоставам дека штом дерматологот инсистирал да се направи тироидниот статус, дека веќе нашол некаква корелација. Многу често сувата кожа, чешањето по кожата исто така може да бидат поврзани со заболувањата на тироидната жлезда. Исто така може опаѓањето на косата и на влакната од другите места од телото да бидат поврзани со заболувањата на тироидната жлезда. Меѓутоа, во случајот како што е кај пациентот, при вакви нормални тироидни хормони, и двата, и Т3 и Т4, тиростимулирачкиот кој што доаѓа од мозокот, не гледам никаква поврзаност. Единствено, што би напоменала дека можеби треба да се доиспитаат и тироидните антитела, кои што некогаш знаат да дадат автоимуна компонента, оној Хашимотов тироидит, кој што може да направи проблем со кожата. И тој тип на испитување исто се прави преку крвна анализа, Исто се прави преку крвта, исто се прави значи во било која лабораторија која што добро ги работи овие тироидна проблематика, така да можеби треба тоа да се доиспита. Во зависност чисто за да ги отстрани сите сомневања, веќе кога ги започнал овој тип на испитување, бова да се. Иако се хормоните релативно добри, предпоставам дека доколку и постои некакво пореметување во тие тироидни антитела, само би можеле да ја најдеме поврзаноста, меѓутоа повторно заради добрата лабораторија тироидните хормони не би имало никакво лекување, заради тоа што тие се со сосема уредни вредности од она што кажа пациентот. Така. Би сакала да коментираме за хормоните токму во штитната жлезда, како се одвива самото лачење, како се одвива самото функционирање на тие хормони, зашто се толку битни, кој е нивната функција за самото тело на човекот. Оно што кажавме, двата тироидни хормони, Т3 и Т4, мозочниот хормон, односно од хипофизата ТСХ и уште еден хормон кој што не е помалку битен, тоа е ТРХ хормонот. Битни заради тоа што да почнеме од прво од заболувањата како ги класифицираме за да можеме да дојдеме до тоа зошто се тие хормони исклучително битни. Значи, прво постојат две големи групи на тироидни заболувања. Во зависност од тоа дали кај пациентите се развиваат функционални или морфолошки пореметувања, така можеме тие да ги класифицираме. Што значи функционални заболувања? Тоа значи дека постои проблем во одржувањето на нивото на хормоните, а тука е засегната и функцијата на тироидната жлезда. Па тука влегуваат намалената функција на тироидната жлезда или така наречената хипотиреоза и зголемената функција на тироидната жлезда или хипертиреотична состојба или хипертиреоза. Кога станува збор за морфолошките или структурните проблеми на тироидната жлезда, тога значи дека на самата тироидна жлезда се појавила некаква промена која што е најчесто во облик на јазел, чвор, нодус, сите различно имаме назив за оваа состојба, или пак во целина да тироидната жлезда биде зголемена или пак намалена. Кога станува збор за зголемена во целина тироидна жлезда, тоа значи дека станува збор за онаа гушавост која што е многу позната кај нас. Од една страна може да биде гушавост ендемска заради недостаток на јодот, а со тоа и
проблем во создавањето на тироидните хормони, па тироидната жлезда мислејќи дека како што ќе го зголемува својот волумен, така ќе создава повеќе хормони за да ги задоволи капацитетите на организмот. Или од друга страна пак да таа биде структурно, значи зголемена, во исто време и повеќе да лачи хормони, па покрај сега морфолошките проблеми да имаме и функционално засегање, односно да имаме една така наречена дифузна токсична струма. Значи во исто време и да е зголемена и да лачи повеќе од што треба хормони. Ќе почнеме по ред. Тоа се генерално тие две групи. Не помалку битни се и тироидитите, односно воспаленијата на тироидната жлезда, кои што може да бидат од една страна како последица на вирусни, многу ретко бактериски нарушувања, понатаму автоимуната компонента, односно автоимуните заболувања како што се Хашимотовиот тироидит, понатаму Грейвс-Базовата болест и карциномите на тироидната жлезда, кои што се така едно битно поглавје. За жал ги има. Не можеме да кажеме дека се многу чести, ги има, меѓутоа некако сме поштедени споредбено со останатите карциноми, односно малигноми кои што се јавуваат по другите органи. Тука споредбено со останатите, значи немаме некоја голема, за среќа голема бројка. И сега да почнеме од она што се најчести заболувања кај нас. Тоа се од функционалните, хипотирозата, кое што па и во светски размери завзема негдека повеќе, да речеме, од 60-70% од овие заболувања. Понатаму остануваат оние што се структурни, како што се нодозните струми, па доаѓа хипертирозата, повторно од функционалните, па останатите тироидитите и тироидните карциноми. Хипотироза или намалена функција веднаш укажува на тоа дека тироидната жлезда не создава доволно хормони. Од друга страна, она што пред малку кажав, обратно пропорционално имаме силно покачување на тиреостимулирачкиот хормон, односно ТСХ хормонот. Неколку пати тоа го потенцираме, заради тоа што е многу битно. Неки се соочуваме со проблеми кога пациентите доаѓаат кај нас и при високи вредности на ТСХ се третирани како за хипертиреоза, значи за зголемена функција на тироидната жлезда. Високиот ТСХ не е знак дека станува збор за хипертироза, него хипотироза. Затоа што обратно е пропорционално со тироидните хормони. Кога станува збор за хипертироза, овој ТСХ е многу низок, супримиран, значи не може дури ни да се измери во вредностите кои што мери лабораторијата, меѓутоа од друга страна пак имаме многу високи тироидни хормони кои што се излачуваат од самата тироидна жлезда. Јас веднаш би ги почнала тука и симптомите за да можат пациентите да се најдат, бидејќи се спротивни една од друга состојба. Се што е во хиперфаза, во оваа хипертироза, односно една состојба на изразено слабење, течни столици, изразено потење, тремор, тресење на рацете, изразена срцева фреквенција, односно срцебиење, се вие во една хипофаза кај пациентите кои што имаат намалена функција. Односно таму имате дебелење заради недостатокот на хормоните, тврда столица заради забавениот метаболизам. Понатаму имате една успореност, една незаинтересираност за околината, за разлика од овие другите кај хипертироза кои што се постојано динамични, значи постојано се во некакво движење. Понатаму додека кај хипертирозата рековме имаме потење, кај хипотирозата се соочуваме со една состојба на постојан студ. Колку и надвор да е топло, кај овие пациенти имаме потреба да бидат повеќе облечени. Имаме една изразена намалена функција на срцето, односно една брадикардија, па кога доаѓаат кај вас ви кажува дека буквално како да не го чувствуваат срцето да работи. Значи тоа се тие две спротивности, ви сте на различни симптоми за нас специјалистите кои што ја работиме оваа проблематика веднаш ви даваат веќе насока за каков тип на проблем, заболување на тироидната веќе станува збор. Пред да продолжиме понатака за симптомите, особено симптомите на функционалните, да го вклучиме гледачот кој го имаме на линија, кој сигурно би сакал да ви консултира. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Се работи за девојче од 17 години. Така. Има пронајдено тироидна, намалена тироидна жлезда. Така. Али има проблеми со многу е нервозна. Има болки
на цело дел, предниот дел некогаш, не секогаш и главоболка. Дали е тоа од тироидната жлезда? И многу е нервозна. Дали е започнато со терапија само? Дали прима терапија вашата внука? Да, и сега последно испитување, тоа антитрои е 1000, тхирт е 8,8 и тотал Т4 е 10,9. Пие 3 дена од 100 и 4 дена од 75. Така. Добро. Добро, ви благодарам многу што се вклучивте. Станува збор за хипотироза, кај индивидуата која што е од автоимуна природа, заради тоа што ни кажа пациентката податоци за анти-ТПО, значи, односно тоа се едни од тие антитела кои што ни кажуваат дека станува збор за Хашимотов тироидит или хипотироза од автоимуна природа. Усмица ТСК за возраст како што е девојчето, 17 години, е апсолутно висок ТСК и предпоставувам дека претходно ако е пиена една терапија, после добивањето на овие вредности за ТСК, терапијата е коригирана. Главоболките може да бидат предизвикани од хипотирозата, така да повторно предпоставуваме дека со корекцијата на ова терапија Треба веќе да се треба намалат веќе да се главоболките. намала. Значи, заради таа намалена циркулација, успорена циркулација, не стига доволно доток, многу едноставно тоа го раскажуваме, не стига доток доволно до мозокот и заради тоа настанува таа вазоконстрикција и настануваат главоболките. Со корекцијата би требало сето тоа да се коригира. Во однос на нервозата, годините прво 17 се период кога се уште постои една турбулентна фаза кај пациентката, а второ, некогаш и самиот теутирок, значи вишокот на хормони, ако во одреден период од денот така го држи организмот, знае да даде повремена нервоза. Промена на расположението. На расположението, така. да. Со тоа што кај овие пациенти со хипотирозата можеме да имаме од крајност во крајност, значи може да имаме и состојба на нерасположение, депресија, анксиозност, па се до една состојба кога се појавува еден натрешен немир, односно една нервоза. И уште еден симптом кажа, значи со овие два би се поистоветувале дека може да настанат од тироидната жлезда. Третиот симптом беше болка некоја во вратот, која што многу ретко, можам да кажам, дури никогаш не се појавува кај овој тип на тироидни заболувања. Евентуално сега ехографски, ако тука имаме некоја изголемена тироидна жлезда, па да притиска на некој од структурите на вратот, па тука да прави некаква нелагодност. Иначе генерално не би требало да има никаква болка кај ова. И тако не состојба. направила, да речеме. Ако не е Еко направен, убаво да се направи чисто направи, превентивно, за да... Ако нема ништо, тогаш да се пренасочи таа болка да не е од грлото, а не од тироидната жлезда. Така. Се вратиме на разговорот кој што го водиме. Темата е симптоми. Така, симптомите ги Поврзани спомнавме од токму со функционалните. функција. Да. Така. Тука можете да препознаете, значи кога пациентот доаѓа кај вас, се жали на одредени, значи работи и вие тука можете веднаш да предпоставите за што станува збор. Малку е потешко да кажам за овие што се структурни промени или на морфолошки промени на тироидната жлезда, каде што единствен симптом може да биде налагодност во предел на вратот, каде што е тироидната жлезда, односно да пациентот се пожали на нелагодност при голтање, јадење, пиење вода, особено знаат тоа да го кажат при мали залаци или пиење на вода и евентуално некакво стегање кога е тоа веќе изразена, односно убаво зголемена тироидна жлезда. Друго, се што ќе ви напомене, дали се овие симптоми што се од хипо или хипертироза при нормални тироидни хормони, веднаш кажуваме дека не се причина за тироидните нарушувања. Значи, Дали чистата настинка, ларингитот би можело да има влијание, бидејќи се тука непосредно гласните жици? Горно-респираторните заболувања, особено ако се од вирусен карактер, можат да предизвикаат тироидит или воспаление на тироидната жлезда. Тоа се ретки и болести кои што знаат, значи, да настанат само како последица на овие горно-респираторни заболувања. Така да ако кај пациентот имало некое заболување на грлото или на белите дробови, тогаш може да, ако било силно воспаление, може да се префрли да биде и на тироидната жлезда. Предпоставам дека тој воспалителен процес може лесно да се врати во нормала. Апсолутно, тоа е една транзиторна, тоа е една транзиторна состојба за среќа која што не бара никакво лекување, освен по потреба симптоматска терапија. Што
значи тоа? Бидејќи симптомите кај овој типа на заболување се сосема различно од се ова што до сега го кажавме. Значи се појавува една покачена температура, не многу висока, значи така 37 до 38 температура. Една треска, односно грозница, како да речеме кај другите типови на вироза. Препотување знае да се јави. Меѓутоа, типично, односно карактеристичен знак ни е болката на допир од предната страна на вратот, која што понатаму мигрира, па од вратот се шири кон Крениците. и кон ушите, а дури го прави и отежнат актот на голтање. Значи, па тогаш они пренесуваат, односно може да направат една лажна слика, да ние се пренасочиме да го проверуваме грлото, па да се земаат дури и брисеви, да се уклучи антибиотик, не е потребна сето ова да биде само една промена од вирусна природа. Многу ни помага крвната слика што ќе ја направиме, седиментација исклучително, значи висока, овие симптоми што ја кажува пациентот, и со една лабораторија која што оди во прилог на хиперактивна тироидна жлезда. Значи ги имате симптомите дури и на хиперфункционална тироидна жлезда. Од друга страна ги имате овие лабораториски анализи, правите ултрасонографија, правите скенирање со радиоактивен технициум, каде што не треба да видите тироидната жлезда, значи тоа е единствен еден од скеновите каде што гледате празен, така наречен празен скен заради таа деструкција на клетките од тироидната жлезда, го поставувате токму оваа диагноза на субакутен тироидит или воспаление на тироидната жлезда. Да го вклучиме и следниот гледач по продолжение, ќе го поздравам. Добар ден. Добар ден. Повелате убав ден. Значи, од Скопје, ќе бидам многу краток телефонот, спрзни чекајќи контакт. Значи, неверојатно квалитетна емисија, не се јавувам технички за темата, се јавувам да ве пофалам за изборот на гостинката, тоа е извонредно, ретко, не можам сега соодветно да се изјаснам, значи високо стручен човек со високо знаење, лаичко објаснување за нас, гледателите, би сакал да имате повеќе вакви гости или гостинки. И јас би сакала. Што нема многу да докторски условно, медицински се изразувам, него да знаењето... Убаво, разбирливо, за да можеме сите да сватиме онака како што треба. Така, одлично. Ви благодарам многу и многу ми е мило што се јавивте за да ја пофалите гостинката на некој начин, и емисијата исто така. И тоа значи секако и за гостите, но и за нас. Супревме кај симптомите и токму кај воспалувањето. Какви се пак симптомите кај структурните заболувања на тироидната жлезда? Овие се, значи, што ги спомнав на актот на голтање, каде што е засегнат, значи, некој благ притисок знае да се појави, знаат ноќно време да дадат исто така непријатности, нелагодности, така да тоа се тие симптоми кои што може да дојдат од структурата. И сега видливо, значи уште може, ако е тоа поголем јазл, да го видите ви со голо око, односно надворешно да видите дека може да даде некоја хипертензија, промена на кардиоваскуларниот систем? Тој така ако е засегнат, може би го ставила и на еден пиедестал кардиоваскуларниот систем, каде што тироидната жлезда врши своја функција. Тука не се структурните заболувања причина, него причина се функционалните заболувања. И едната и другата состојба, и хипотирозата, и хипертирозата, знаат да направат проблеми во функционирањето на срцето. Започнувајќи од самата срцева фреквенција, како што ја кажавме, забрзана кај хипертироза, значи една тахикардија се јавува, па од друга страна една хипотироза, каде што се јавува брадикардија, односно намалена срцева фреквенција. Хипертензијата исто така е карактеристична и за едната и за другата состојба. Хипотензијата исто, значи варирањето во крвниот притисок и така знае да биде поведен од функцијата на тироидната жлезда. Следното прашање се однесува на тоа како и зошто настануваат промените на тироидната жлезда. Што би можело да ги предизвика? Значи, ако станува збор за јододефицитарни заболувања. Значи, прво ево тамо ќе тргнам од основата на тироидните заболувања, а тоа е јодот, микроелементот јод, кој што го спомнуваме. Значи, ако не го внесуваме доволно, тогаш веќе започнува
една од Велите доволно, клиничките... колку е доволно на дневно ни Така. појаве, да речеме? Значи, доволно е за нормална популација. Што значи нормална? Значи, она е каде што немаме никакви заболувања на тироидната жлеза и доколку се работи за женска индивидуа, не е во репродуктивен период. Тогаш се смета дека околу 150 микрограми на јод се сосема доволни за нормално да се функционира. Ако станува збор за жена во репродуктивен период, тогаш потребата за внес е малце поголема, тогаш се негде од 200 до 250 и заради тоа препораката е во периодот на гравидитет да се земаат суплементи во кои што ќе имаме плюс јоден надоместок. Како го внесуваме? Бидејќи кажав дека сме ние јододефицитарна земја, каде што јодот го немаме доволно во водата и во почвите, со самото тоа и во исхраната, се препорачува дневно да се зема јодирана сол. Некако ние сме многу често меракли на се што е увезено, да го практикуваме, да го купуваме. Меѓутоа, ова е нешто што бара да биде купено од наши тука производители, бидејќи сме единствено сигурни дека е поминато овој производ, солта, односно јодираната сол, е помината преку контролите од Министерството за здравство, односно оние заводи кои што прават испитувања на квалитетот на храната. Тоа што би значило дека треба да се купува сол која што е јодирана со 20 до 30 милиграми на јод преку соединението калиум јодат, кои што се доволни за килограм сол. И сега ние секогаш некако кажуваме дека треба да се купуваат мали пакувања на солта, заради тоа што овој јод може да испари многу лесно. Па вие ако направите дома залиха за неколку месеци, тогаш веќе при истекот на значи на тоа пакување веќе имате шанси да јодот малку него нема во таа кутија. Така. И интересна препорака ќе се надополниме понатаму, има уште многу работи во тој поглед да кажеме, да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме, поздрав до вас. Имам едно прашање до докторката. Повелете. На возраст сум од 55 годишна. Така. Веќе од 2009 страдам од хипотероидната со терапија еутирокс од 106 дена и 75 една ден во неделата. Кога ми откри тероидната имав многу високи маски. 24 холестерол, 24 триглицерид. Сега, после толку време, пак маските ми се покачени. Дали може пак тероидната да прави проблем? А со терапија сум редовно. И пред 5 дена имам испитано, ТСХ4 е 0,29, а FT4 14,65. Така. Ви благодарам. Дали може пак да биде, пошто холестеролот е 7,5, а триглицеридите е 3,5? Дали може истото да се повторува во тероидната? Дали господјата во менопауза само би сакала да ја прашам? Од 2016 втори месец сум слободна. Така, добро. Тоа ми е прашањето. Добро, ви благодарам многу што денеска се вклучевте во алфа ординација. Имате во устатокот инат, што ќе одговориме? Значи, прво, вредност на ТСК4 е веќе нешто што бара да биде поскоро проверено, заради тоа што веќе е тоа горна граница за овој хормон. Може да биде причина да почнат мастите полека повторно да се качуваат, заради тоа што тироидната жлеза, како што кажав на почетокот, одговорна за сите метаболни процеси, меѓу кои што и липидниот статус, односно статусот на маснотиите. Значи, од тука имаме веќе можен проблем од тироидната жлеза да маснотите се во пораст. Зошто ја прашав пациентката дали е веќе во менопауза, бидејќи и другите хормони исто така, што се од гинеколошка природа, кај жената имаат улога во самиот липиден статус, така што една година е тоа отприлика, можно е да имаме проблем и од таа страна. И сега, може би треба да се види, не ја прашавме само пациентката дали веќе пие некаква терапија за маснотиите или не,
Ако не пие, значи може би е добро во првите неколку недели од кога се добиени резултатите, веќе се пред некој ден, да се проба со едно внимание при хранењето, значи да немаме голем внес на масноти, и тоа не се само маснотите, тука мораме да ги споменеме и шекерите, бидејќи тие се така битни во подигањето на липидниот статус, и да се провери поскоро оваа вредност за ТСК. Значи, од прилика за 4 до 6 недели повторно да се провери, и доколку тој расте, корекцијата на терапијата со еутирокс, предпоставуваме дека ќе почне да ги намалува и тироидните хормони. Ако се стабилни, тогаш треба да се провери, да се види дали треба да се почне и со друга некоја терапија за да се направи промена во терапијата, за да може да се нормализира. Да се нормализира. Не е ништо страшно, не е ни толку висок, меѓутоа треба да се провери. Така. Се уште да го одговараме прашањето зошто настануваат промените токму што е она што ќе потекне тироидната жлезда за да прави проблеми. На прво место го споменавме јодот. Јодот и таа јодирана сол, која што кажавме како треба да се купува, значи на секоја опаковка пишува 20-30 мг калиум јодат, односно јодирана сол. Тоа е нашата препорака која што треба вака да се пренесува. Што треба да го користиме, така. Тоа е тоа. Да се сега купува мали количини. Сега хималајската и различни видови различни видови на сол, меѓутоа препораката е да се внимава на опаковката што ќе се купува со колкаво количество е таа сол јодирана. Можете да не идете и на сол која што не е јодирана. Значи може би има причини, ние таквата не ја препорачуваме, меѓутоа треба да се види тука и кардиологот, значи интернистите, кардиолозите, дали евентуално од нивна страна има потреба за некаква таква конзумација на таков тип на сол. Односно, тука веќе кардиолозите повеќе ќе ви кажат помало внесување на сол заради превенција на кардиоваскуларните заболувања, а не дека ќе кажат особено поради хипертензијата која што многу често знаете предизвикани или покачување на високиот крвен притисок и употребата на солта. Тоа е во однос на јодот и како треба да се купува, и секогаш доколку е можно во исхраната солењето да оди на крајот од готвењето повторно заради моментот на испарување на јодот, да се задржи во самата структура. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, ве поздравувам вас и докторката. Бев упорен и едва добив. Бев на лекар за тироиднава жлеза на 3.5. Матичниот лекар ме испрати на интерниста, тој снимката му ја дадов од тироидната жлезда, ми рече ова мене ништо не ми значи, ми даде некои инфузи, 5 инфузи примав и не ми е подобро, будно ве пратев све што разговаравте, мене ми студит, ме болат нозете, немам апетит, несоница, притисок, масноти ми најде во крвта, а друго седиментација немам. Биден сум и во Битола пред неколку години на скенер на тироидна жлеза, докторката ми рече не е нешто страшно, само да се варзите од тоа. Сега не знам, тој ми препиша некој 5 инфузи примав, ама не се осеќам, пак сум натешен. Дали ги проверивте вашите хормони, тироидит? Хормони не знам, крв испитав, друго не знам. Сега ќе водам пак кај матичниот е после 2 на работа, па ќе му кажам. Па што да му пренесам, не знам, што советувате, не знам. Така, добро. Дали имате некој прашање? Самото ехо како ехо ништо не значи. Навистина во една ваква во диагностичката постапка, него најбитни се заради симптомите што ја кажува пациентот. Натечен, уморен, значи болки по нозете, несоница, би требало да се проверат тироидните хормони, така да со земањето на крв убаво е да се види барем еден од тироидните хормони. Тоа е тироксинот и ТСК, и потоа да се види дали е потребно од некаква терапија, дали проблемот доаѓа од тироидната жлезда. Меѓутоа самото ехо ништо навистина не ни помага во ваков случај.
Така, бидејќи спомена гледачот дека ќе оди кај својот матичен доктор, тогаш задолжително да се проверат овие. Иако упат за проверка на хормоните. Доколку еднаш се проверени биле нормални скенирање направено пред одредено време, предпоставувам дека ќе биде се уредно, меѓутоа да не се пропушти нешто, добро е да се направи. Да се направи убаво целосно исследување. Така. По поглед на прашањето кое што го поставив за тоа што предонесува до нарушување на тироидната жлезда, дали имаме уште нешто да дадеме покрај јодот? Значи покрај јодот можеме да имаме наследниот фактор апсолутно. Тука еве пошто се јави, сакав и тоа да го напоменам, претходниот пациент беше од машка популација, некако се тие малку и по заштитени, да кажем, во однос на овие заболувања. Процентуалната застапеност маж-жена е 1,7, некако 1,8 ќе видите, така да предначи повеќе женската популација, со тоа што не исклучуваме дека може да се појави кај мажите, особено нели ако наследниот фактор е и такако засегнат. Понатаму можеме да имаме автоимуна природа, односно што значи тоа? Тоа се групи на заболувања каде што засегнат имунолошкиот систем и тука спаѓа оваа група на Хашимотовиот тироидит, нешто што неколку пати го напоменавме, го спомнавме, кое што е заболување што може да оди и во двете функционални заболувања, значи може да оди и како хипотиреоза и како хипертиреоза, иако е многу позачестена хипотиреозата од Хашимотова природа. Што многу едноставно вака народски да го објасниме представува Хашимотовиот тироидит, тоа е заболување каде што тироидната жлезда во организмот на човекот не се препознава како свој орган. И заради тоа, од другите органи, односно остатокот од човековото тело, сака да ја исфрли, не се кајќа тука да таа присуства, и бидејќи таа се бори да се докаже дека е тука присутна, во зависност од во која фаза ќе ја фатите, може да биде тоа со нејзино зголемено лачење на тироидни хормони или со нејзино под која ќе се истроши намалено лачење на тироидни хормони. Тука, за да потврдиме дека 100% станува збор за заболување од овој тип, ги проверуваме покрај тироидните хормони, секогаш и тироидните антитела. Тоа се АТП и АТГ, антитироглобулинските, антипероксидазните антитела, кои што ќе ни кажа дека навистина станува збор за Хашимотов тироидит. Никогаш ни помага и пункцијата што ќе ја направиме, која што сега ќе спомнеме во структурните нарушувања, па тука патолозите ќе ни олеснат повторно работата со земање на примерок од тироидната жлеза, они наоѓаат клетки кои што се типични за постојање на овој Хашимотов тироидит и со тоа веќе сме сигурни дека станува збор за заболување од таа природа. На тема диагностика, но и секако понатаму и третман и превенција. Секако тоа ќе бидат темите кои што ќе ги опфатиме, што би се рекло во не втор дел од емисијата, бидејќи во продолжение следуваат рекламите. По многу кусата пауза се враќаме повторно во студиото на Алфа Ординација. Останете со нас. На тема болести на тироидната жлезда зборуваме денеска во Алфа Ординација. Зборуваме со доктор Билјана Црцарева, која што е специјалист по нуклеарна медицина од Аџебадем Систина. До сега објаснивме многу работи, не кажавте на самиот почеток што всушност представува тироидната жлезда, која е нејзината функција, какви видови на нарушувања би можеле да настанат со истата жлезда, секако кои се симптомите. Понатаму одиме на тема диагностика и пред да ни одговорите за тоа како се самите диагностички постапки, да одговориме на прашањето на гледачот кој веќе го имаме на линија, кој би сакал да ви го постави се вклучи во емисијата. Добар ден. Добар ден. Убав ден ви посакуваме и вам, повелете. Повелете, одлично ве слушаме, поставите го вашето прашање. Поздрав до докторката и водителката. Имам прашање за тироидната жлезда. Дали анафилактичниот шок придонесува за пореметување на овие параметри на тироидната жлезда? Пошто тогаш имам проблеми после овој шок. Може да ја потикне, да речеме, тироидната жлезда за да... Што била причина за да се појави анафилактичниот шок? На што изреагиравте за да се појави истиот? Параметрите ми се зголемија, до тогаш беше се во нормала, после тоа ми се зголемија параметрите на тироидната и затоа поставувам прашање дали тој шок придонесува. Од што го добивте, прашувам? Од
од лек цефалексин. Така, после последица, значи на алергиска на последица на база лек. со лежење во болница. Така. Така. Ако треба да се провери во литература или било каде, директна поврзаност може би нема да најдете. Меѓутоа, стресот и такако делува на тироидната жлезда. Може би е и прв во на листа на причинители зошто се јавуваат некакви заболувања на тироидната жлезда. Така да во зависност од тоа, ако организмот изреагирал значи на овој стрес што е појавен како последица на анафилактичниот шок, тогаш може би индиректно можеме да ја најдеме поврзаноста. Меѓутоа, алергиската компонента, анафилактичниот шок како последица на цефалексинот не би требало, али пак ќе кажам, стресот може да направи на никој начин да има никаква улога, бидејќи како што кажа пациентката, непосредно после него се појавуваат овие изместени параметри на тироидната жлезда, така да може би заради тој стрес да се појавило некакво пореметување. Меѓутоа не треба да се оптеретува сега понатаму. Се појавило, дијагностицирана, се продолжува понатаму со третман и со нормално живење. Значи, тоа би било едно од понатамошните одговори и засегнување на темата дека тоа е вториот тик од разговорот, токму така дијагностиката, нели како да самите е понатаму како пациентите живеат со овие заболувања кои што веќе не спаѓаат во група на болести или заболувања, туку на состојби кои што треба да се коригираат, да ги прифатиме и да научиме да живееме со нив. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение, па потоа ќе коментираме се дијагностиката. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Велес. Почнав со лекување на тироидна жлезда во 2016 година, втори месец. Така. Првиот резултат во Велес ми беше ТСХ 57,36. После во Скопје направив испитување во лабораторија, ТСХ ми беше 88,27, ТПО 600, АТГ 4000 и, значи, кај мене не е ни хипо, не е ни хипер, туку ми е дијагностицирано дека е еутороидна. Одев на контроли и пијам 75 милиграми еутериокс. Одев на контроли на 6 месеци, бев сега на 5,5 и наредната контрола ми е закажана по 2,5 месеца со резултат последен сега ТСХ 3,5 и ТПО повеќе од 1000. Не осеќам лично некој замор. Осеќам многу болка во нозете и не знам што да кажам. Додека е пациентката на линија, веднаш ќе ја дадам објаснување. Значи, со вакви високи антитела, и тоа со двете антитела, и пероксидазните и антитироглобулинските, станува збор за Хашимотов тироидит и на почетокот со вредност за ТСХ 50, а потоа и 80, дефинитивно е дијагнозата хипотироза, односно намалена функција на тироидната жлезда. Она што сега го кажува еутироидна. Тоа е каква е состојбата нејзина во моментот, и тоа е добро, бидејќи има добри резултати, тројка ТСХ, предпоставувам возраста дека е соодветна за ваква вредност на ТСХ, нема симптоматологија, како што кажа, и тогаш клиничката слика ја објаснуваме поврзувајќи со лабораторијата дека е еутироидна. Значи, во моментот имаме мирна, односно стабилна состојба, а болеста е хипотироза. Значи, она има како заболување или состојба, еве да се коригирам, хипотироза или намалена функција, меѓутоа во моментов заради тоа што имаме стабилна состојба, многу често во извештаите се пишува дека е состојбата и клиничката и лабораториската еутироидна. Така да знае да нема забуна дека не е ни хипо ни хипер, да во моментов бидејќи имаме се стабилно. Меѓутоа, ако генерално гледаме, тогаш станува збор за една хипотироза. Тоа значи дека терапијата одведнаш е погодена? Погодена е, да се продолжува, значи со таа терапија со која што си, до сега си тера, така да немаме никаква потреба од никаква коригирање, односно давање на понатамошни. Нема потреба, се е проверено.
направена на детална убава проверка. Кога веќе споменавме се е проверено, кога ќе се почувствуваат симптомите или никаква промена со тироидната жлезда, тогаш каква диагностика треба да се упати самиот пациент, односно? Кај нас се така поставени работите во здравството да пациентите првичните симптоми ги кажуваат кај матичниот лекар. Дел од матичните лекари си дозволуваат да ги исследат тироидните хормони и во зависност од тоа дали се тие добри или не се, да дадат понатаму препораки што да се направи. Најдобро е после, симптомите, пациентите да пристапат, доколку матичните тоа го проценат, да пристапат кон специјалистите по нуклеарна медицина или ендокринолозите, каде што ќе започне подеталното исследување. Што е тоа? Покрај анамнезата, покрај разговорот што го имаме, што ни е исклучително битен со пациентот, да се направи палпација, односно допир на тироидната жлезда, кој што секогаш се изведува кога вие се наоѓате зад пациентот, па со двете раце ја палпирате тироидната жлезда, па понатаму го правите ехографскиот преглед и следно, ако не се изработени лабораториските анализи од тироидните хормони и по потреба и антителата, пристапувате кон работење на лабораторијата. Доколку при ехографскиот преглед сте воочиле и некое структурно пореметување на тироидната жлезда, тогаш давате совет понатаму и за скенирање, покрај ехографскиот преглед сега имате и скенирање на тироидната жлезда, кој што најчесто се прави со радиоактивен технициум пертехнетат, и доколку сега ги земете и ги соберете сите анализи, па имате поголем јазел, кој што сте го виделе на ехо, имате скен кој што е типичен за одреден тип на јазел, топол, ладен, ние имаме различни интерпретации на тие скенови, може да се случи да дадете препорака и за понатамошна тенкоиглена биопсија, најдобро под контрола на ултразвук. Тенкоиглената биопсија, колку и да звучи страшно, инвазивно. Така. Станува збор за постапка која што трае неколку секунди. Конкретно во нашата болница, во Аџи-Бадем Систина, тенкоигледната биопсија се изведува под контрола на ултразвук и ја прават специјалистите по нуклеарна медицина со помош на патолозите. Тука сме ние да го водиме патологот да го земе примерокот и после неколку часа да ги добиеме резултатите. Предност е што во утринските часови ја правите биопсијата, а негдека во попладневните веќе ги имате резултатите, за да можете веднаш да пристапите кон понатамошните препораки за следниот третман. Кога на пациентите некој ќе им каже дека е потребно, од лекарите зборувам, дека е потребно да направат биопсија, тоа значи дека е навистина потребно. Знаеме дека е непријатно и не туку така кажуваме. Во кои случаи се препорачува биопсија? Дали за појавата на аденомите, за некои структурни промени на самата? Структурните, апсолутно, кога станува збор за структурни промени на тироидната жлезда, кои што првично на палпација ги чувствуваме дека се, меѓутоа некогаш и раката може да ве излаже, па правите диагностика, тоа е ултрасонографијата, правите скенирање и понатаму правите пункција. Доколку видите чвор, нодус, јазел, како сакате кажете го, на ехото, истиот тој го потврдите на скенирањето и тоа е со некакви димензии кои што вие го палпирате и гледате дека е над 10, 11, 12 мм, се наоѓа во регија достапна за пунктирање, тогаш давате препорака да се направи. Колку и окото на специјалистите по нуклеарна медицина да е истренирано и да они знаат од стар дека тоа ќе биде бенигна промена. Сепак, за да вие кажете со 100% сигурност дека тука немате малигни клетки, мора да ја направите пункцијата. Не постои ставање на печат за 100% додека не се направи биопсијата. Апсолутно, тука заради тоа и даваме совет, доколку станува збор за препорака од страна на лекар, не ја избегнувајте, направете ја, бидејќи кратко трае, а ги решава проблемите. Многу информации истата може да даде кои што ви се неопходни. Така. Добар ден и за следниот гледач, кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Свете Николе. Во врска, поздрав до докторката и до водителката. Сакам да прашам, работи се за
девојчето 18 годишна возраст. Така. Имаше некои проблеми на кожата, некои, и ни препорачаа да направиме тест за испитување на тироидна жлезда. Така. Првиот тест што го направиме, како е тоа, тироксинот. Добре. И беше 12,55. Добре. А ТСХ 5,45. После еден месец препишаа и левоскуроцин таблетки, пола таблета да пие дневно. Пред јадење таму 20 минути. И после да правиме тест тироксинот и доаѓа до 1. А ТСХ 2,78 и ни кажа дека тоа било нормално. Дали тие промени што ги има на кожата може да влијаат нешто од тироидната жлезда? Се зависи какви се тие промени. Значи ако станува како сува кожа. Така. На неките места тука околу врато, на очињата, на раката однатре на подлактите. Повеќе сува кожа, така? Не сте приметиле некои бели флекички кои што би сугерирале дека се... Не. Нели, оно сега бели флекички има, пример, кога си сонче и тоа местото малку бел, не ја остануваат флеките, некои се после добијат си боичка. Добро, прашувам затоа што многу често со витилигото може да биде поврзана, автоимуна компонента кај витилигото и кај хашимотовиот тироидит. Меѓутоа што не дава мајката таков податок, повторно е сувоста на кожата. Значи таа е таа која што ги натерала дерматолозите да ја проверат тироидната жлезда, да се посомневаат и да се направат. И да бидат во право. Точно, тука е потврдено ТСК-5 за дете кое што е во развој, се уште, значи 17-18 години, како кажа господјата, веќе бара да тој биде под терапија и како што е дадено левотироксин или тоа е кај нас познатиот еутирокс, во доза пола таблетка, предпоставам дека од 50 микрограми на пола 25 микрограми, така и се започнува, односно со овој ТСК од 5, таква субституција и бара. И за еден месец добиени се идеални резултати, каде што ТСК е 2. Да не ги буни тоа единица тироксинот каде што го прочита, а предходно 12, најверојатно се работи за различна лабораторија. Некои лаборатории, значи, имаат различни референтни вредности, каде што се добиваат вакви граници во однос на лабораториските вредности за тироксинот. Да си продолжат редовно контролирање и предпоставка дека кожните промени, односно ова чешање и сувост на кожата, постепено ќе почнат да исчезнуваат. Намалуваат затоа што веќе се ставено во нормала како што треба. По диагностичката постапка би сакала да искоментирам и за самиот третман. Или откако веќе ќе детектирате дека се работи за промени кои што се јавуваат кај тироидата. Така. Тогаш каков тип на терапија давате? Ајде прво ќе почнеме со функционалните. Ќе ги почнеме бидејќи тие бара третирање кое што е со терапија. И тие се најчести, предпоставувам, од пракса. Позачестени се позачестени, иако не смееме да ги забравиме и нодусите, односно чворовите, кои што исто така се во еден поголем замав, односно ги има и во поголем број. Од функционалните, ако станува збор за намалена тироидна жлезда или хипотироза, тука имаме еден единствен лек на избор, односно тоа е субституцијата со тироидни хормони. Она што му недостасува на организмот, значи жлездата не може да го произведе, се внесува преку уста по вештачки пат. Убав лек заради тоа што телото не препознава дали тој лек, тие хормони спакувани, значи во микрограмажа, се внесени однадвор, преку уста или ги создава тироидната жлезда. Заради тоа кажуваме секој сабајле, барем половина час пред појадокот, да се земат, за да можат брзо да се дистрибуираат во организмот, значи до оние ткива, органи каде што е потребно, и пациентот нормално да започне да функционира. Најчесто е доживотно. Она што е многу неблагодарно кога ќе пациентите ќе поставите една диагноза за хипотироза и кога ќе треба да им соопштите дека треба да започнат со субституција, односно со лекување. И дека тоа треба да трае континуирано. Е дали тоа ќе биде доживотно. Не секогаш уште на првата контрола, на првиот преглед си дозволуваме да кажеме дека ќе биде доживотно, иако некако знаеме дека натаму оди, меѓутоа повторно ќе кажам, постојат исклучоци каде што можеме некогаш да ја прекинеме терапијата. Меѓутоа пациентите треба да бидат спремни дека тоа е најчесто доживотно третирање на тироидната жлезда.
ништо страшно, значи освен тоа што на сабајле ќе се испие, значи една навика што треба да се створи, друго ништо. Пациентот уште после првите неколку дена, еве и недела нека биде, почнува да се враќа во нормала. Значи, хормоните се тука, ги има, почнува да се делуваат на нивоата каде што треба и симптомите полека и телото се функционира на како што и само се, значи единствено нешто што треба пациентите да се навикнат кај оваа состојба е да го земаат лекот и ништо друго. Пред да преминеме на следниот ритм, кај зголемена функција, да го вклучиме гледачот кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Поздрав и до вас. Ја болувам од хипотироида. Така. На 2.5 направив на ендокринологија крв преглед, што имам ТСХ 7,85, Т4 10,11, АТП 280,1. На ултразвук ми најдоа, напиша хипоехогени, хетерогени со хиперхетогени траки. Ми препиша еутирок 75 милиграми еднаш. ДЛ 2,2, ЛЛ 13 према 11 по 11,7. Пијам тие 75 милиграми од еутирок, меѓутоа, температурата ми е 35,5, 35,2, многу сум ладна и ме болат коските. Што да правам со температурата, видејќи и на телевизија чув дека од 35 надоле температурата е хипотермија. Јас фактички се ладам. Дали вие можете нешто да ми кажете, бидејќи коските ме болат, јас сум ладна, колената. Се проверих, све ми е во ред. Немам триглицериди, немам покачени масноти, срцето го провери, каротиди, проблемот е што јас се ладам и што ме болат коски. Така. Колку години вие ќе ми кажете, докторке? Дали може да кажете на докторката на која возраст е? Тоа е возраста е 71 година. Добро. И дали прв пат сега ја проверивте и сега започнавте со оваа терапија од 70? Не, 2010. Добро. Од 2010 година. Цело време пиете 75 од 2010? Прво пиев од 50, па после пиев 4 дена, 5 дена од 50, па од 75, па сега се од 75. Предпоставам дека на последната контрола. Мола? Дали на последната контрола, кога добивте ТСХ 7, сега што кажавте, во мај кога сте била, дали ви направија сега корекција на терапијата? Сега ми направија корекција од 75 од 75. Добро. Сега температурата ми се покачи 35,5. Добро. Така и оди полека додека се стабилизираат тироидните хормони, ќе имате ваков проблем заради повторно нарушувањето на метаболните процеси, а преку тоа и создавањето на топлина, односно енергија. Енергијата дава топлина. Штом имаме недостаток на хормони, еден ваков ТСХ, кој што е седмица, апсолутно температурата може да биде намалена. Не треба да се плашите, типичен знак за хипотироза, каде што имаме вакви лабораториски анализи. Ќе почнете, како што сте почнале встушно со 75, за одредено време направете нова контрола, бидејќи не се исклучува можноста да треба и поголема доза да земете, за да може да се стабилизираат симптомите останати ако ги имате добро, ако не, барем оваа температура да дојде до некоја приближна. Студот е типичен знак за хипотироза. Не можете ништо друго и немате потреба ништо друго да земате, освен тироидните хормони, односно еутироксот. Болката во коските исто е поврзана со тироидната жлезда, односно, бидејќи ова женска болест, повеќе напаѓа женската популација, некако сме ние повеќе наклонети да развиваме и остеопороза. Кај остеопорозата, на жалост, овие тироидни хормони малку позабрзано можат да го забрза тој процес, да делува да се забрза тој процес, така да коските може од тука
да Има дадат уште и болки. дополнителна дефицит на естрогенот кој што Има големи, има и други фактори, Навистина меѓутоа пошто зборуваме за тироидејата, значи не можеме да го исклучиме овој момент, односно да кажеме дека не се причина самата субституција, односно терапијата што ја зема пациентката. Така. Редовна контрола и овој совет дали ќе треба евентуално, значи да поскоро време уште една корекција да се направи или ќе се стабилизира целата состојба. Во продолжение треба да прокоментираме и за зголемената функција во поглед на Во односот на третманот, значи ваму кажавме дека е еден единствен лек, кај народот познат е како што се уват пациентите, тоа е еутироксот, само во различни микрограми, се започнува со помали дози, со цел значи да не се оптерети веднаш организмот, него постепено да се навикне на хормоните кои што се внесуваат однадвор. Кога ќе се стабилизираат хормоните, веќе орачуваат и контролите. Значи, ако на почетокот правите контроли еднаш месечно, па еднаш на 3 месеци, понатаму ќе правите еднаш на 6 месеци, па некогаш еднаш во годината, ако е тоа се стабилно. Разликата сега од оваа хипотироза, која што кажуваме дека е едноставна за третирање, односно еден начин на лекување имаме, кај хипертирозата или зголемената функција постојат неколку начини на лекување. Секогаш почнувате со оној што е најлесен, да кажам, за пациентот, најмалку инвазивен, а тоа е таблетарното лекување, односно започнувате со лекови кои што имаат за цел да го стопираат создавањето на тироидните хормони. Кај нас, значи, те од групата на тирозоли и на тиурацили, значи тоа е лекот тирозол и пропилтиурацил, во зависност, значи повторно прави проценка лекарот со кој лек ќе почне да го третира пациентот. И, бидејќи се јавуваат и други симптоми, како што се едно срцебиење, може да се даде и терапија за смирување на симптомите од овој тип, значи од срцевата фреквенција да се смири. Лекувате од прилика година до година и пол. Значи не е ова лекување доживотно. Кога станува збор за хипертироза, односно за класична хипертироза зборуваме, бидејќи ќе кажам каква и друга може да постои, тогаш до 1,5 година давате некоја шанса за лекување. Доколку видите дека е тоа упорна хипертироза и немате ефекти на лекувањето со таблети, тогаш разговарате со пациентот и доколку е тој кандидат за друг начин на лекување, одбирате еден од другите начини, а тоа е или апликација на радиоактивен јод 131 или хируршка интервенција. За да се пристапи сега повторно, нели одиме некако од помалку инвазивни до повеќе, до операција, која што сите сакаме да избегнеме, доколку е пациентот кандидат за јодна терапија. Тоа што значи каков кандидат да биде? Да не биде жена во репродуктивен период, да не е жена која што дои, да постои, значи, простор да можете да го дадете јодата, при тоа да имате чисто поле, да немате голема тироидна жлезда, бидејќи тогаш дозите на јод ви се неефективни. Понатаму да немате проблем со очниот феномен, односно со екзофталмот, и доколку ги расчистите тие работи, тогаш се решавате да придете кон радиоактивен јод. Лесно, бидејќи тоа е капсула во која што е таа течност со радиоактивен јод, се пие, значи кај нас постои специјално дизајнирана соба каде што се аплицира, односно се дава да се испие оваа таблетка. Се даваат посебни препораки, значи неколку дена пациентот треба да биде изолиран, значи тоа станува збор за 2-3 дена, да не е на најбитно од се да не биде во близина на трудници и на мали деца, бидејќи со самото излагање од местото каде што го примил јодот, тој веќе оддава зрачење на околината. Се даваат посебни, значи, инструкции, ништо страшно, бидејќи ги слуша нашите инструкции, во текот на неколку дена тоа се средува. Под терапија е се уште, меѓутоа со посебни препораки како треба понатаму да доаѓа на контроли, се до моментот на исклучување на терапијата со тирозол или пропилтирацил и потоа веќе гледање на ефектите на радиоактивниот јод. Со давањето на радиоактивниот јод нормално се надеваме дека сме го завршиле лекувањето. Некогаш се случува, бидејќи не можете 100% да бидете сигурни дека се дале точната доза, се случува да пациентот од хиперфаза го внесете во хипофаза, што е многу позахвално за лекување, бидејќи од организмот самото човеково тело многу подобро реагира на хипотирозата отколку на хипертирозата како заболување. Доколку не е кандидат, тога се пристапува кон третата веќе инвазивна постапка,
хируршка интервенција и отстранување или на дел од тироидната жлезда или на целата тироидна жлезда. Тука проценката ја правиме заедно со хирурзите, каде што одлучуваме дали ќе се извади еден дел од тироидната жлезда или помалку ќе се извади од двата лобуса или ќе се одлучиме за свадење на целата тироидна жлезда. Колку оперативни интервенции може да се направат на тироидната? Се надеваме на една. Значи се надеваме заради тоа што секогаш одиме кога веќе сме пристапиле кон инвазивна метода, се надеваме дека тоа ќе биде максимално инвазивно, односно ќе се отстрани доколку е таа упорна хипертироза, што поголемо ткиво кое што мислиме дека е хиперфункционално. Никогаш се случува да се направи лажна проценка и да оставите дел од тироидната жлезда или да оставите еден цел лобус и токму тој повторно да биде тој што биде хиперфункционален, па да се пристапи кон втора интервенција. Едноставни, сепак е хирургија, меѓутоа спаѓаат во групата на хируршки интервенции кои што лесни интервенции кои не се за изведување. Така. Да го вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Се работи за ќерка ми, има 24 години. Така. Поради карцином на тироидна жлезда и отстранета целата тироидна жлезда. Така. Примисме радиоактивен иод пред 15 дена и сега све е окей. Направивме и скен, преглед, дека кажа дека све е добро, прегледот. Меѓутоа во приликом операцијата се извадени 3 лимфни јази во кои во едниот имаше метастаза. Меѓутоа ни кажа дека со јодот ќе се тоа све уништи и веројатно на скенот покажа све дека е добро. Сега имаме еден проблем, на ќерка ми отекуваат нозе. Дали има врска со нешто со тироидната жлезда, тоа потокот? И уште едно прашање, дали има некое превентивно лекување во страна, попрецизно нешто ако кај нас го нема или што понатаму да правиме? Така. Ви благодарам многу на јавањето. Карциномите ги оставивме некако за последни. Тие спаѓаат во оние структурни нарушувања на тироидната жлезда, односно каде што на тироидната жлезда се појавува некој чвор, нодус, кој што после биопсирање добиваме дека станува збор за јазел во кој што се најдени малигни клетки. Се уште некако ние сме малку попредпазливи и после добивањето на ваков еден наод, веднаш даваме совет за тотална тироидектомија, односно совет да се отстрани целата тироидна жлезда кај хирургот. Новата литература малце можете да најдете дека прави компромис, односно дава едни други насоки и совети, па доколку станува збор за мала промена, тогаш се дава совет да се отстрани само едната, или само промената, или само да се отстрани едната страна од тироидната жлезда каде што била промената. Убаво е што се одлучиле за целосна тироидектомија, односно да се отстрани целата тироидна жлезда. Уште поубаво за нас што е пристапено и во давање на радиоактивен јод, кој што е ист со нешто го спомнавме кај хипертирозата, меѓутоа во различна дозажа. Кај хипертирозата се примаат мали дози, тоа се околу 10 миликири, за разлика од карциномските дози, каде што доколку нема сомневање за далечни метастази, тогаш се пристапува кон апликација на 100 миликири на радиоактивен јод. Тоа што е најдено во еден од чворовите депозит не треба воопшто да ги плаши, затоа што тука веќе станува збор за класификација во која група на заболување малигно ќе влезе пациентката. Според ова што го кажа пациентот, таа е ниска група и возраста тука се зема, значи не треба да се секираат, направиле се што треба да се направи. Значи, оперирале, аплицирале радиоактивен јод, многу битно го направиле скенот на цело тело кој што се прави после 7 до 10 дена од апликацијата на радиоактивниот јод. Добиени се добри резултати, значи нема ништо, чист е скенот, бидејќи само со тој јоден скен вие можете да видите дали имате далечно ширење на болеста, односно метастазирање на болеста.
И сега понатаму е третманот ист како кај хипотироидните пациенти. Значи, доживотна субституција со поголеми дози на левотироксин, односно на еутирокс. Зошто го кажувам ова поголеми дози? Бидејќи сега потребно ни е да овие ТСК вредности бидат под нормалните. Значи, не да се движат од 0,4 до 4, него да и бидат тоа вредности 0,00 тамо, значи немерливи. Само на тој начин сме сигурни дека сме направиле добра супресија и немаме никаква закана за заболувањето. Ме праша пациентот симптомите за отоците, бидејќи е многу скоро, пред 15 дена е примен јодот. Тој ТСК се уште е во високи вредности, од која ќе се извади целата тироидна жлезда. И да можете да имате добро поле за апликација на јод. ТСК вредноста треба да е многу висока. 60, 70, 80, некогаш 100 може да биде. Што повисоки вредности на ТСК, толку сме ние посрекни, бидејќи подобро мислиме дека ќе делува јодот. Така што за 15 дена не може, ако вредноста на ТСК била 80 или 90, да се врати веднаш да биде 0,0. Може оттоците да бидат од хипотирозата. Никакви секираци, 2 недели се само поминати од јодот. Треба барем месец, месец и пол да може да се постави нова, значи динамика на се во организмот и да осети организмот дека има повторно тироидни хормони, бидејќи до пред некое време немал воопшто и ќе исчезнат симптомите со отоците. Праша дали има нешто што може надвор да се направи. Се сте направиле. Апсолутно не треба да се оптеретувате. Дали треба да ја носите, мислам, многу е непријатно така. Дете, можете да барате се да направите што е возможно. Се сте направиле, само редовни контроли и добра субституција со тироидни хормони. И совет, што многу малку го практикуваме, ние го гледаме многу често, е да на 1 година се направи контролниот скен. Значи, ќе ви дадат инструкции, доколку се лекувате кај нас, тогаш ние знаеме како тоа треба да оди, се прави после 1 година еден прекин на оваа субституција со тироидни хормони, се дават мали дози на диагностички дози на радиоактивен јод и гледаме дали е секако што треба. Ако не се лекувате кај нас, односно се лекувате на, предпоставувам бидејќи јод примен на клиника, на универзитетската клиника горе, на Институтот за патофизиологија, тогаш таму ја знаат апсолутно целата постапка како оди, ќе се слушаат советите. ЕХА и лабораторија и добра субституција. Тоа е се што треба да се прави во овој период. Нема потреба од никакво заминување. Доколку се посомневаат лекарите дека има потреба за нешто плюс, верувам дека они ќе ви кажат, па тука постојат, значи, и петот да се направи, меѓутоа во моментов сте направиле се што е потребно. Така. Еден убав титанен одговор. Се надевам дека е задоволен гледачот. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас да ви се представам и прво да ја поздравам и докторката и водителката. Овде оперирам пациент со тироидна жлезда, ама струва. После операцијата јас резултатите чекајќи ги добив како добри резултати, значи без карцерогени клетки, но последиците се во тоа што гласот кај мене премногу затаи. Едно, од друга страна, што јас со испитувањето на оториноларингологија дознав дека имам оштетување на гласни жици за време на операција. И второ, од операцијата па навака, ја немам доволно воздух во плуќата. Што може да биде сето тоа? Да ја се уште немам доволно воздух во плуќата. Имам недостаток на воздух, буквално. Мене тоа ми смета, јас се замарам побрзо. Сега, јас сум моментално на еутерокс и тоа се со 75 милиграми. Прво без мастотка, па после се намали, не знам од која причина, сигурно дека од анализите на крвта. Идам редовно на контрола, но ова отстранување на однос на поправање на гласот го нема, а уште поголема оптеретеност ми е недостатокот на воздух во плуќата. Ке ве молам, има ли некој лечаре ова или начин да се отстрани, да се излекува или некој
вид на лекови што треба да се пие. Тоа треба да превземе. Пред колку време сте оперирани? Само еден податок. Јас сум оперирана пред Нова година. Значи тоа е сега брзо, пред 5 месеци од прилика. Да, добро, тоа е скоро. Значи јас очекував дека ќе ми кажете многу поодамна, меѓутоа скоро сте оперирани, така да се случува, на жалост, никој не сака така да направи проблем за време на интервенцијата од страна на хирурзите, да се засегне гласот. Меѓутоа, според ова јас што ве слушам, вие сосема добро зборувате, така да може би имало некое засегање на почетокот, меѓутоа сега полека еве го гласот си е тука и предпоставувам дека за уште некој период сосема ќе си се врати. Добро, јас тука не можам ништо многу да помогнам. Во поглед на работата на колегите би било. Најдобро е со хирургот најверојатно што ве оперирал да се поразговара и да веќе сте биле на оториноларинголог, меѓутоа да се види со некои вежби или дали е нешто потребно пак сега од нивна страна да се интервенира. Така да тука јас сум немокна да дадам било каков совет, бидејќи и не знам каков е текот на самата операција. А од друга страна, заморот полека, додека да се стабилизирате, гледате, имате се уште варирање. Сте биле на 100 микрограми, сега сте на 75. Заморот е типичен за проблеми за тироидната жлезда и тоа чувство на потреба на воздух да се внесе е исто еден од симптомите. Тоа полека со време се ќе се среди. Иако вас ви изгледа многу далечна операцијата пред Нова година, сепак тоа е брз период и треба уште рехабилитација и стабилизирање на целата состава. Адаптација на самиот организам кон таа нова промена која што му се случува на телото. Да се губи надеж, се ќе се среди полека, само да се разговара со хирургот и со тие понатаму евентуално, значи, посета повторно на оториноларинголог. После третменот кој што го искоментиравме пред малку, би сакала да искоментираме со оглед на тоа што ви рековте дека претежно женската популација е таа која што има проблем со тироидната жлезда. Од тука еве видовме дека се јави родител на младо девојче кој што има 24 години, веќе има отстранета тироидната жлезда. Колку таа отстранувањето или пак третменот со тироидната жлезда понатаму може да направи проблеми во репродуктивниот период на жената? Нешто што е многу актуелно и нешто што создава еден страв, основан страв да речеме, додека да се дојде до дијагнозата, дека нешто ќе се случи, односно ќе имаме некакви последици или некакво пореметување пред се на во периодот еве на репродуктивниот период кај жената. Се додека ја поставите на време дијагнозата, започнете на време со терапијата, имате нормални тироидни вредности, значи на тироидните хормони и на ТСХ хормонот, тогаш безбедни сте и не треба воопшто да се плашите за ништо. Значи само редовни контроли. Доколку се постави дијагнозата во период на бременоста, чести контроли, значи еднаш месечно, може би негдека при крајот во третиот триместар од бременоста, да оречиме со последните контроли, меѓутоа на почетокот, додека постои органогенезата кај бебето и спуштањето на тироидната жлезда кај бебето во својата јама, тогаш апсолутно мора да се прават почести контроли. Добра субституција, кога веќе сте дале терапија, што би значило тоа? Добро земање на тироидни хормони, вредност на ТСХ која што нема да надминува над 2, 2,1, 2,2, сега може би е дозволено, во зависност од клиничката слика секако, меѓутоа во никој случај високи вредности за ТСХ, така да тука сте веќе безбедни. Штом се почне, не очекуваме никаков проблем ни за мајката, ни за бебето. Доколку не се препознае во текот на бременоста, што мислам дека ќе треба да го исклучиме како опција и да го дискутираме, бидејќи во текот на бременоста барем еднаш матичните гинеколози ги проверуваат тироидните хормони, а од друга страна и матичните лекари веќе ги препознаваат симптомите, така да веќе сме безбедни дека дијагнозата на времено би се поставила. Што ако имаме пациентка која што со години лекува тироидна жлезда, па остане бремена, кај неја сме уште и помирни, бидејќи само си продолжува со терапијата која што треба да се прима. Истата терапија не пречи на плодот, не пречи апсолутно на плодот, пречи ако не се зема.
Значи тогаш веќе таа хипотироза можеме да се вратиме на почетокот што го кажавме, да направи проблем кај затоа целосна дисциплина од кога веќе ќе се даде. Да, постојано да се прима терапијата за да не дојде до последици несакани кај плодот. Така да безбедност, меѓутоа само под контрола и добра терапија од страна на лекарите и гинеколозите и тироидолозите кои што започнале со третман кај овие пациенти. Каква препорака за стил на живот ќе им дадете на оние кои што веќе се третирале, веќе се лекуваат со терапија за тироидна шлезка? Каков стил на живот имаат понатаму? Така, исто и препораки за превенција. Така, еве превенцијата ќе ја спомнеме, бидејќи таа е актуелна сега оваа недела кога и трае оваа недела на тироидната жлезда, особено во земјите во кои што сме ние, кои што се со ендемско подрачје, каде што немаме доволно јод. Значи, прво, почнуваме од тоа. Умерено земање, значи, и колку што треба на јодот, односно јодирана сол. Додека сме веќе кај јодот, една вака брза напомена, многу внимателно конзумирање и на други јодни суплементи. Значи, ова ја што го спомнав претходно, во однос на јодираната сол, важи на глобално ниво, значи сите треба да го земаме. Меѓутоа, многу често и сведоци сме на тоа, читаме по различни форуми, кога кај одредена индивидуа ќе се постави некаква дијагноза за тироидно заболување, на своја рака започнуваат со земање на јодни суплементи. Не смееме да мислиме дека внесувањето на поголемо количество на јод ќе го реши проблемот без разлика дали од функционален или од морфолошки карактер. Само може да ни направи белја. Значи, немојте да земате препарати кои што содржат големо количество на јод. Или пак а тие да не се препишани од стручно лице. А тие да не се од стручно лице. Одличен бил препаратот, сите го знаеме, на млади ураси ставени во мед или млади ураси ставени во ракија, па добиена, значи, некоја тинктура која што секој ден помалку се внесува. Одлично било се до 50-тите години, кога немало никаков друг начин на внесување на јодот. И ова било одлично да се коригира некако тој јоден дефицит. Меѓутоа, од кога веќе имаме корекција на јодниот дефицит преку јодираната сол, ова само може да ни направи белја. Внесувањето на поголеми дози на јод од една страна може да ја блокира тироидната жлезда и да таа престане да работи. Од друга страна пак, кога ќе внесете поголемо количество на јод, може да ја направите да биде хиперфункционална, па да почнете и да имате проблеми со една хипертироза. Сакајќи да се помогнеме да направиме уште поголема компликација како што секогаш бива. Ето така, ние не ги препорачуваме овие препарати. Друга превенција нема, значи таа е редовното контролирање доколку веќе сте со дијагноза и третманот е тој каков стил, ист каков што тераме сите останати кои што нема никаков проблем со тироидната жлезда. Значи, нема никакво посебно заболување кое што треба да ви го одземе секојдневното внимание, да бидете фокусирани на тоа, да очекувате дека ќе ви настанат постојано симптомите или ќе се враќаат симптомите. Не, значи, се фокусирате сабалето кога ќе станете да го испиете леко, доколку е хипотироза, ако е хипертироза, пиете според дадената шема, бидејќи тука веќе не е само еднаш во денот, него може да се случи повеќе пати, треба да ги земете, редовни контроли, консултации со лекарите што ве водат и тоа е се. Значи, стилот и животот остануваат ист како и кај оние пациенти кои што, односно индивидуи кои што немаат никаков проблем со тироидната жлезда. Имам само што едно прашање на крајот од емисијата, тоа е какви компликации би можеле да настанат кај оние кои што примаат терапија, кои што чувствуваат симптоми дека терапијата не им одговара, а не прават корекција на истата. Има и такви кои што може да ги поднесат симптомите. Така. И кај двете состојби, значи кога станува збор за нетретирана добра хипертироза, значи кога имаме помалку даден лек од ова што треба да може да се стопира создавањето на тироидните хормони, тогаш апсолутно компликациите се во прв ред од кардиоваскуларен тип, значи тука страда срцето. Така да се насочуваме веќе не само да ја третираме тироидната жлезда, туку како компликација можеме да го лекуваме и срцето. Така. И доколку станува за автоимуна компонента, односно Грейвс-базедовата болест, тогаш компликациите може да бидат и во однос на очниот феномен, односно така наречениот екзофталм, каде што имаме испакнување на
очите. Така еден поизразен екзофтал може да биде на почетокот последица на неправилното третирање на тироидната жлезда. Во однос на хипотирозата, недоволната субституција и некоригираната терапија со тироидните хормони, повторно кардиоваскуларниот систем го засегаат крвните садови, односно таложење на маснотите во крвните садови, па од тука имате проблеми со хипертензија, атеросклероза, така е. Понатаму може да има компликации кај жената во однос на менструалниот циклус, кога станува збор за хипертироза, тие знаат да бидат оскудни, кога станува збор за хипотироза, знаат да бидат обилни, така да тоа се компликациите кои што можат да настанат, кои што за среќа, повторно ако брзо се обратите на лекар каде што треба, се средуваат. Тоа е во однос, да не зборувам за тироидниот карцином, ако не се отстрани на време и ако дозволува типот на тироидниот карцином да се прими и радиоактивен јод, тогаш последиците можат да бидат во зависност од типот и далечно проширување на болеста, иако тоа многу ретко се случува, за среќа, заради тоа кажуваме дека тироидните карциноми, особено папиларниот тип, е еден од оние што се најдобри за третирање и најзахвални за третирање. Речеме наједноставен на некој начин. Па може така да се странуваат и не се толку живото загрозувачки како останатите така. Ви благодарам многу за оваа приубава емисија. Ви благодарам и за сите совети кои што ни ги дадовте. Навистина беше чист човек да ве слуша и да приме многу совети во поглед на темата од вас. Ќе ми биде задоволство доколку повторно надружите на некоја друга тема или пак на истата по одреден временски период. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и јас. И вам, драги гледачи, ќе ви заблагодарам за денешното внимание. Секако ќе ви препорачам и понатаму да станете со програмата на ТВ Алфа. Ќе ви посакам да имате убав остаток од денот и секако и утре во истиот термин не го пропуштете новото издание на Алфа Ординација. Довидување.